Емилија Стефанџиевска од Битола ја понесе титулата Вешта жена на Македонија за 2017 година на вчерашната одржана манифестација. Незината маса, насловена како патот кон богатството, ги освои симпатиите на публиката и на жири комисијата. На годинешното 25-то поред издание на републичката манифестација Вешта жена, своите кулинарски вештини ги одмерија победничките на општинските надпревари на 15 градови во Македонија. Главното јадење е пилешко во сос. Продаваме киндер торта, еврокрем, јајца, превкусно. И прекрасно изгледаме, моламе да наполза масата број 4 Емилија Стефанџиевска и ми само вака ќе мора малку да се разминеме. На манифестацијата 8 надпреварувачки од различни градови во Македонија се представија со своите маси во гран при конкуренција. Победничка во оваа категорија беше Магдалена Мацкова од Струмица, која воедно ја прими наградата Сребрен медал за 12 години учество на изборот за Вешта жена. Оваа година го добив и сребрениот медал за Гран При. Тие се 12 години плюс 3, 15 години веќе активно учествувам во Вешта жена. Па да ти кажам, малку сум возбудена и очекував, ама не баш очекував дека ќе бидам прва, ама сигурно долгогодишното мое учество, љубовта према оваа работа, многу сакам да ја работам оваа работа. Правилото на учество вели дека надпреварувачката треба 3 години претходно да се надпреварува во изборот на Вешта жена. Јас сум мајка и сопруга, по професија сум слаткар. Значи, моја професија е да ги изработавам торти и колачи професионално, веќе 9 години, а во Вешта жена не сум многу сигурна, мислам 2010-та. Тоа беа моите први почетоци, се уште неискусна, потоа влегов во водите на сладкарството, се усовршив. Ова ми е прва година во категоријата Гран При и го освоив третото место. Значи, јас 40 години работам во градежништво, ова е сосема некој друг тек на работиве. Меѓутоа, дружењето и сите овие средби од цела Македонија се прекрасни. 16-годишната Емилија Србиновска вчера беше најмладата учесничка на изборот на Вешта жена на Македонија за 2017 година. Незиното прво учество беше укрунисано со второ место, според гласовите на жири комисијата и на публиката. Јас сум Емилија Србиновска од Гостивар, имам 16 години и сум прва година на републичкото финале на Вешта жена, после победата во Гостивар на општинскиот надпревар. Ме мотивираше да се пријавам на Вешта жена, тоа дека имам стварно преголема желба за учество и за готвење, бидејќи тоа ми е хоби покрај сето друго што го правам во животот, значи. За неголемиот број од учесничките манифестацијата има помалку надпреварувачки карактер, а повеќе дружење. Прво што лично мене што ми е во мислите, леле, не да победам, него да не се устремам, да не биде неубо и доаѓаш и идеш гледаш сите од убаво по убаво. Значи, едноставно, во почетокот кога ќе ти кажат дека не е надпревар, ти е малку чудно, меѓутоа на вистина не е надпревар. Толку има дружење, стекнуваш пријателства кои што ти траат цел живот и ми се чини дека сега, после овие две надпреварувања во Вешта жена, јас имам пријателки низ цела Македонија, кои што стварно ги сакам, ги почитувам. Од година вештите жени републичката манифестација се повеќе го креваат критериумот со својата умешност, креативност и мајсторство. Од годинава на вештите жени од Македонија и на највештата жена од Швајцарија им се приклучи највештата жена од Србија. Значи, од година на година Вешта жена поминува не во аматерски надпревар, него во професионален. Затоа што цела година се вложуваат себе си, иако ова се надпреварувачи од различни професии и да се представат на свој начин. Значи, ова е резултат од 125 надпреварувачки, од кои победничките од општинските се наоѓаат овде. Овие 2 дена беше Македонија во мало. Резултатите генерално, значи за Вешта жена битно е секоја маса и важно е нормално секоја маса да биде квалитетно подготвена, за да го подигне нивото на сите градови. Многу е непријатно ако од еден град дојде победничка која буквално многу се разликува од останатите, и ние не сакаме да се осеќа таа непријатно, него буквално да бидат подеднакво исти.
Ниту една манифестација вешта жена не минува без музика и добра забава. И овој пат присутните припаднички на понежниот пол уживаа во музика во живо, а на подиумот енергично се танцуваше и се играа ора. Вештата жена на Титово за 2017 година Менче Лиевска на вчера одржаната републичка манифестација доби најмногу гласови за својата маса од останатите надпреварувачки. Меѓусебното гласање од оваа година за прв пат се воведува како категорија за надпреварување.